За овие 2 години во гимназијата се вложени 800.000 евра. Дел се реализирани, дел се во тек на реализација. Ланската година беше целосно реконструиран покривот со средства од Министерството за образование. Оваа година се врши целосна реконструкција на фасадата, на дограмата и создавање на подобри услови во внатрешниот дел, посебно во подрумскиот дел, каде што ќе се добијат нови 4 простории и со тоа ќе се создадат услови за започнување на кабинетска настава во гимназијата. Исто така, со овие средства во висина од 400.000 евра се од Министерството за образование, а со средства од локалната самоуправа ќе се гради и дел средства од Министерството за животна средина, ќе се гради нова котлара, која што ќе биде прва во прилеп на газ и на нафта, која што ќе го подобри многу подобро затоплувањето и со изолацијата која што ќе се прави на фасадата, ќе се создадат многу подобри услови. Исто така, со средства од локалната самоуправа се обезбедени средства за целосна реконструкција на водоводната, канализацијската мрежа и на партерното решение, односно целосно покривање со асфалт на онаа површина што е во училишниот двор. Со ова се создаваат многу подобри услови, но поради специфичноста и обемот на работата, морам да кажам дека во договор со министерот и во договор со градоначалникот, за жал ова година првите месец-два ќе мора да ја почнеме со онлайн настава, бидејќи не постојат минимални услови, цело е раскопано, ќе дојдите, ќе видите, за да може да се обезбеди безбедност на учениците, а во договор со Советот на родители, во договор со училишниот одбор е поддржана таа наша иницијатива и сега во договор со министерката ќе почнеме со онлайн во првите 50-60 дена додека заврши она обемното, а потоа продолжуваме со физичка настава.